Благодарам, миле, почитуван председателе, почитуван градоначалник, пратеник, почитувани пријатели, сограѓани мои. Чест ми е што денеска можеме заедно со председателот на владата да разговараме со граѓаните на Куманово, да разговараме за успесите, за оно што го направивме, генерално за државата, за Република Северна Македонија, за нашата визија каде ја гледаме нашата држава во иднина, да кажеме нешто и што направивме за нашето Куманово, заради тоа што и тоа е многу важно, бидејќи тоа најмногу нас не интересира како граѓани на Куманово. Клучниот принцип на работа која што го постави оваа влада на чело со премиерот Заев беше во целост да се реализира заложбата изразена преку програмата на партијата за изборите, меѓутоа и преку програмата на владата во моменти кога се формираше владата, а тоа е пред се врз принципот Македонија да се изгради како едно општество за сите. И тоа беше наш врвен приоритет. Тоа го ветивме на граѓаните, а ние во Куманово најдобро знаеме што значи да градите едно општество за сите, што значи да се почитуваме сите заедно, без разлика на нашата верска или национална припадност. Понатаму да ги оствариме во целост нашите европски и евроатлантски интеграции. Нешто можеби како програмска определба која што беше постојано во изминатите 28 години на агендата, меѓутоа за среќа, врз основа на визијата, на храброста на председателот Заев, ние имаме можност да ја живееме веќе таа интеграција на Република Северна Македонија и во НАТО и во Европската Унија. И ова се работи кои што ќе останат запишани во историјата за напредокот на нашата држава. Не помалку важен сегмент во развојот на државата секако дека е и борбата против криминалот и корупцијата. Нешто што во сите овие изминати 28 години беше рак рана на македонското општество и таа борба, воспоставување на принципи на таа борба, на елементи како тоа ќе се остварува, е многу важна за развојот на државата. И токму заради тоа преземавме многу активности во делот на реформите на безбедносните служби, на системот на следењето на комуникациите, реформа на Државната комисија за спречувањето на корупција, врз основа на нови принципи, нови надлежности кои што ќе имаме, се со цел да го јакнеме системот во државата, кој што ќе се бориме заеднички против криминалот и корупција, меѓутоа систем кој што нема да зависи од ниту еден поединец, систем кој што ќе функционира без разлика која политичка елита е на власт во одреден момент, систем едноставно кој што ќе ги штити граѓаните и ќе ја штити државата. Прва работа во делот на реформските приоритети на оваа влада после формирањето на 1 јуни 2017 година беше да направиме ефикасни реформи, реформи кои што ќе воспостават систем кој што ќе донесе нови вредности во функционирањето на институциите, ќе се врати довербата во институциите, а со враќањето на довербата во институциите и ќе гарантираме дека тој систем ќе обстојува. Едноставно да се врати партнерскиот однос помеѓу институциите и граѓаните, нешто што беше прекинато во изминатите 11 години. Не помалку важно беше какви реформи ќе бидат направени и во ресорот со кој што јас раководам, на тоа е Министерството за внатрешни работи. Мора да признаеме дека Министерството за внатрешни работи беше институција која што ја преземавме со многу мал процент на доверба кај населението. Историски најмал процент од 90-та година па се до 2017 година. И тоа не е тешко да се разбере зошто е така. Ќе наповедам само два настани кои што се случија од многуте настани, меѓутоа два многу важни кои што креираа такво мислење на недоверба кон оваа институција. Прво беше скандалот со прислушувањето, во кој што беа фатени многу граѓани, беа нарушени човековите права и од кој што и ден денеска ги чувствуваме тие последици. Вториот настан беше настаните од 27 април во собранието на Република Македонија.
нешто што допринесе уште повеќе да се руши довербата кај граѓаните во институцијата, дека не може да ги заштитат граѓаните на нашата држава. Да не споменуваме уште многу други настани кои што значеа кршење на поединечни човекови права, на одредена категорија на граѓани, дискриминација и се она што ни се случуваше во изминатите 11 години. И зошто беше тоа правено? Беше правено заради заштита на лични интереси, на бизнис интереси, на партиски интереси, ако сакате и на интереси на одредени криминогени групи кои што беа инфилтрирани и директно водени од страна на власт. И затоа зададовме една сериозна агенда за реформа. Првична агенда која што ја започнавме во делот на реформите беше да се вклучиме во целосна реформа на системот на следењето на комуникација. Направена е обсежна анализа за реформа во овој сегмент. Одлуката наша беше дали ќе правиме суштинска реформа или ќе правиме некаква шминка за да кажеме дека сме направиле некоја реформа. Нашата цел беше да направиме систем кој што ќе функционира, систем што ќе може во најмала можна мера да биде злоупотребен, систем кој што ќе гарантира заштита на човековите права и систем кој што во иднина ќе допринесе стабилизација од овој аспект на Република Северна Македонија. Тука морам да напоменам дека во целиот овој процес на реформи, посебно во безбедносните служби, не би направиле многу исчекори напред доколку ја немавме целосната поддршка од претседателот на владата. Заради тоа што ние креираме политики, меѓутоа таа поддршка за превземање на иницијативи кои што се можеби и радикални во одредени моменти, е важно да го работиме заеднички сите ние и од тој аспект мислам дека направивме вистински реформи. Системот на следење на комуникации како реформа се заврши, се формираше посебна оперативно-техничка агенција која што функционира од 1 ноември минатата година. Направивме еден инклузивен, транспарентен процес, ги вклучивме сите политички субјекти и од парламентарната позиција и од парламентарната опозиција, избравме директор со двотретинско мнозинство во собранието и на тој начин ја овозможиме функционалноста на оваа наша реформа. Ќе напоменам дека во тек е реформата на безбедносните служби. Таа реформа веќе се наоѓа во собрание, со формирање на посебна агенција за национална безбедност, која што агенција треба да почне да функционира од 1 јуни доколку се завршат сите постапки во роковите. Во моментот траат преговорите, разговорите во собранието за поддршка на овие законски решенија. Ја очекувам дека и оваа реформа ќе биде ефикасна. Прв пат ќе се ослободиме од таква служба во наводници би рекол или таква наша визија за служба за тајна полиција, заради тоа што ќе се формира посебна агенција, надвор од Министерство за внатрешни работи, ќе нема политички овластувања, едноставно ќе работи на европски принципи, на модерна, ефикасна служба која што ќе ги штити граѓаните и која што ќе се бори против криминалот и корупцијата. Воведовме надворешен механизам на контрола на полицијата, досега тоа немаше во нашата држава, во одделението, посебно во Народниот правобранител, се сеќавате на нашето ветување за полициски омбудсман, ги јакнеме капацитетите за борба против криминалот и корупцијата со формирање на посебен национален комитет за борба против криминал и корупција во состав на МВР, формиравме посебен национален комитет за борба против тероризмот и насилниот екстремизам, кој што веќе дава одредени резултати, посебна стратегија за финансиски истраги и конфискација на имот, посебна стратегија со посебни таскфорсови, работни групи кои што работат на спречувањето на миграцијата и на недозволената трговија со луѓе. Сето тоа е веќе нешто што дава видливи, ефикасни резултати. Останува период во кој што ќе продолжиме со овие реформи, кои што ќе се надополнати со реформите во правосудството и во другите сегменти на општественото живење, се со цел да се изгради овој систем. Накратко само ќе кажам и за тоа што направивме за Куманово во изминатиот период, односно што треба да се реализира како проекти. Тоа мислам дека најмногу ќе ви интересира сите вас. Честопати разговаравме во сите овие изминати години дека Куманово беше неправедно дискриминирано од страна на државата во сите изминати 11 години владење на
ВМРО-ДПМН. Куманово едноставно беше заборавено, избришано од картата на Република Северна Македонија. Да се помогне на општината, што е тоа да ги оствариме нашите проекти кои што се од надлежност на владата, и тоа беше стратегија која што изградивме заедно со претседателот на владата. Ќе напоменам проекти кои што ќе се реализираат оваа година, а се исклучително важни за нашиот град. Прво, знаете дека веќе се заврши реконструкцијата на патниот правец Старо Нагоричане Пелинце од 10 км, остануваат уште 4 км до граничниот премин, кој што ќе започне со градба некаде до крајот на мај. Комплетниот патен правец реконструиран. Многу скоро започна патниот правец Куманово Свети Николе, бидејќи тоа е еден од најлошите можеби регионални патни правци. За скоро започнува градбата на патниот правец Куманово Страцин, а веќе се работи на експресен пат Страцин Крива Паланка и Крива Паланка Деве Бајер. Целосна реконструкција на патниот правец Куманово Никуштак, значи поправка на регионалниот пат во кој што најголема полза покрај Куманово ќе имаат и жителите од населените места Черкези, Ново село, Љубодрак и Уминдол, па се до Никуштак. Исто така еден пратен правец кој што е важен за Куманово. Понатаму овозможивме и ќе се започне со реконструкција на патниот правец Куманово Опај. Доделени се на општината 20 милиони денари за инфраструктурно уредување на индустријската зона во Куманово, и тука нема да запреме, туку напротив ќе продолжиме понатаму кон доделување на нови финансиски средства. Изградивме една спортска сала во економското училиште на настава на албански јазик. Во теке завршна, би рекол, завршни ситуации на градба на спортската сала во село Черкези во Основно училиште Јероним Дерада, и веќе се започнати поставки за градба на нова спортска сала во Техничко училиште Наце Буѓони. Пред 2 дена е извршен избор на изведувач на работите за изградба на фекална канализација во село Тромеѓа. Тоа е нешто што е започнато во 2005 година, кога СДСМ беше на власт, и сега ќе продолжиме за многу кратко време, ќе го завршиме целиот овој проект. Остануваат уште многу проекти кои што ќе ги поддржиме заедно во соработка со општината, и во смисла на детски градинки, и во смисла на други инфраструктурни проекти. Меѓутоа, да не одземам многу од времето, сакам само да порачам дека таа посветеност со која што започнавме, со која што настапивме да работиме, ќе продолжиме уште поинтензивно, и плодовите на целата таа работа, на се она што го претрпевме во изминатите години, ќе бидат видливи во 2019 година. Ви благодарам на вниманието, очекувам дека со иста енергија, со истата страст ќе имаме поддршка и во наредниот период, заради тоа што тоа е најголемата енергија која што ја добиваме сите ние, и претседателот на владата, и членовите на владата. Благодарам многу.